Станува збор за еден од најпрепознатливите македонски интерпретатори на народната музика, со неговата искреност, препознатлив глас и песни што допираат до срцето, тој со години ја освојува публиката и не за џабе го носи епитетот миленик на публиката. Така е, ќе разговараме и за музиката, и за семејството, и секојдневието, и албумот кој што благодариме, ни го подари со посвета. И чест. Така што За Маријана и за Ненад. Со така Д. е, да. Со Д. С Ненад со Д и Маријана со Ја. Даце, добре ни дојде. Не знам што да кажам, таква најава направивте, немам потреба зборам ништо. Ви благодарам многу. Како се ми утрово? Одлично, супер, супер. Летно Се освестувам утро. уште малку. Да. Како го користиш со работа? Одмор Работно, ќе има? уште неделава на работа. На 2 август во недела имаме настап на Мечкин камен, традиционално, и потоа сме на заслужен годишен одмор. Браво. Одлично да одморите и вие малку. Неодамна сподели една убава вест на социјалните мрежи. Па дали еве сега се гледаш и во улога на професор и ментор на млади таленти како музички педагог? Како ти го најави како трето дете? Субвенции има уште или? Еве сега разговаравме, ќе се поведе. Да, интересно е, дипломирав сега пред 2-3 недели, да кажам, така нешто, на мои 43 години, ама никогаш не е доста. Никогаш не е доста. Дали се гледам? Не се гледам, јас моето работно место, танец никогаш не би го напуштал за ништо на светов, поубава работа од ова, не можевме ни сами да смислиме да не прашаше некој што сакаме Така да е. работиме. А како професор, па ете сум пробал неколку пати приватни часови на некои основци, имам помагано. Како ментор имаше еден курс од една организација пред некоја година, јас со уште неколку мои колеги, исто така пејачи, фолк, поп-фолк, државме семинар, така да сум се пробал и таму, ја уживам да работам со деца. Курсот заврши во Охрид, во камп, па имавме убав хепенинг, па надпревар, траеше некои месец и половина, прво беше онлайн, потоа беше и со физичко присуство во камп. Многу интересно, јас се чувствував исполнето. Имав едно 27-8 деца, само 2 машки, другото беше женско, едва и се снајдов, пошто јас сум татко на 2 машки, навиките ми се така поставени. Интересно беше. Меѓутоа, професионално не се гледам како професор. Ајде сега го споменавме, го видовме албумот, го добивме ние на подарок. Од лание, малку да ни кажеш, нели, за тајна љубов. Од лание, да, вака физички во печатено издание, излезе сега, бидејќи како што многу добро знаеме, CD веќе и ретко кој се користи, но убав спомен е. Дигитален формат. Имаме малку проблем со тие компании кои ги печатат, веќе една по една се затвораат, нели се е веќе дигитално. Лани излезе, и ни јас не очекував дека ќе излезе така по музичките платформи. Потпишав договор со една странска компанија која ќе ми ги, нели, која ќе ми бустира, што велат младите тие работи. Дај ни ги песните во таков и таков формат, дај ни информации, пратив се што пратив, ми пуштија мејл, честитки, имаш албум, и бев изненаден. Викнав по сопругата. Значи на Spotify сега можеме да те најдеме. Го има сегде. Го има сегде. Модерни сме, светски сме. Браво, Даце. И така, интересно, има 8 песни. Се добри автори, популарни, добри композитори, добри аранжеристи, добри текстописци, веќе докажани, и добар пејач има. Така е се. Пејачот е најдобар, да. И така, продолжувам понатаму, снимам, имам уште 2+. Валандовска имам од последново издание на Фолкфест Валандово, и снимав спот сега пред недела дена кој е во обработка, изработка, го чекам секој момент. За оваа што ја Кога ќе слушаме биде? снимаш спот, така? Да, за Мерак живот Балкански, во тоа е меѓувреме. песна исто од Фолкфест Валандово од пред 2 години. Имаше добри коментари од новинарите, од порталите, од колегите кои присуствуваа исто така таму, бидејќи нели Валандово е надпреварувачки карактер, со кој се надпреварувавме, и така решив тоа да биде првиот спот баш за таа песна. Подготвувам во октомври месец со Moonlight продукција, со која е снимен и овој спот. Уште еден спот, за песна уште не сум сигурен, но се мислам помеѓу две. Имаш да бираш? Има, да. Добро. Добро е кога има да се бира. А сега од Валандово на Валандово, што се несува до фестивалите? Не, учествувам јас и на други фестивали. Ете, на Охрид фест па имам освоено најмногу награди, ако гледаме така, на Валандово немам. Ќе бидеш на Ова Охрид? година ќе бидеш? Ова година не. добро. Неколку години поред настапувам на Охрид фест, се насобрав награди, колеги повелете сега земете А некоја. незгодно ти стана. Па навистина Ама јас значат тие признанија, така? како? Значат тие признанија секако. Значат, не можам нормално. да лажам дека Да. не. Никогаш не патувам кон фестивал со цел дека јас ќе земам награда. Еве оваа година ќе бидам многу искрен.
на самата проба на пред Валандовското издание, од сите композитори, од сите пејачи со кои си конкуренција на некој начин, иако јас не ги гледам колегите како конкуренција, секој сме си нели на својот пат, си имаме своја публика. Имаше прекрасни коментари за Жено неверна, дека ќе биде победничка, дека ќе земам ваква награда, онаква, тоа никогаш не излага така. Така исто и како и што испадна, но јас сум презадоволен награда, да не звучам клише, се навистина, барем за човек како што сум јас, тие такви коментари. Еве, вашата екипа од македонска телевизија, од комбето надвор, имаше прекрасни реакции што мене особено ми значат. Пак ќе повторам, публиката со аплауз од колегите, позади сцена. Тоа е најголемата награда. Односно, често и прво наградените не мора да се најслушани, се најслушани или најголеми хитови на фестивалите посебно. Најголемата награда за секој пејач е токму тоа публиката да ја пее песната и да има позитивни реакции, секако. Ако е од финансиска гледна точка. Си имам катче едно дома и новчаниче сигурно. Не само освети катчето. Ако има добра награда, треба да се бориш. Драган, познат си по тоа што секогаш си насмеан, кажи ми од каде ја црпиш таа енергија? Не знам. Ово никој до сега не ме прописал. Те видиш? Не знам, таков сум створен. Таков сум, насмеан сум, вицкар сум. Так. Зрачиш што една убава енергија, Не само сакаш луд да ме видиш, што дојде во студиото некако не расположи сите. Те има Ти луд? благодарам. Не има, да. Што знае да ти извади од така? Пубертетов што уште го носам во мене и син ми поголемиот кој влага во пубертет. Верувам дека тоа е така. Не знам, неправда ме нервира, не дека јас никогаш не сум сгрешил, ама нелојалност ме нервира. И како реагираш во тие ситуации? Па зависи кон кого. Дали бурно реагираш или не? Дома сум гласен. Аха, дома. Дома сум гласен затоа што гледаш да ги изведеш на прав пат. Да. Сопругата ми е малку по смирена, она е наставничка, она знае да зборува, што ние нели не трпиме. Да. А јас сум погласен и ете, имам и јас мани, не сум совршен. Ако веќе спомена сопругата, претпоставам семејството многу ти значи таа поддршка што ја добиваш, така? Голема е поддршката. Да. Така? Ова не би го издржал никој да не го разбира како тече нашиот живот. Да не се жалиме дека е многу тешко, но ете нека се сврти некој на другата страна да го погледне партнерот како живее со некој како нас. Да. Со сите тие фотографии што излагаат по портали, по социјални мрежи или од некоја вечер каде што ти настапуваш, па дали ќе го истрпи тоа некој? Треба не, и самото темпо на распоред на обврски каде што треба еден ден од утрина. Да, еднош треба да заглавиш до утро, другиот ден треба рано на утро и така натаму со сите тие. Поддршка ми е семејството огромна. Еве сега кога го снимавме спотот, тројцата беа со мене и двајцата синови и сопругата тука беа за се. Дали требаше да се поправи шминка, иако имавме шминкер, дали требаше да се донесе храна во моментот, вода нешто да се тука беа. Уште едно прашање за сам крај. Народната музика постојано се менува, како да се зачува автентичноста? Како да се зачува со маркетинг, со да не звучам лошо во наводници, со труење на младите. А ние труење во наводници. Труење во наводници нормално, ќе се осврнам пак на нас музичарите. Ние сме една таква нација што сакаме со многу ситни пари да се облечеме добро, да стигнеме до фестивал, да платиме музика, песна, аранжман, спот и маркетинг. А во денешно време, нели, маркетингот е по социјалните мрежи, по тие музички Така, тоа е олеснителна околност. Портали, да, олеснителна, но си бара време, си чини. И посветеност си чини, така. И само така. Еве, мораме да го следиме модерното време. Ако веќе сакаме да зачуваме македонска народна музика и традиција, мора на младите да им го презентираме онаму кај што се тие. Начин. Да. Така е. Да се бидеме достапни. Благодариме многу, имавме уште прашања подготвено, најверојатно доколку утринската програма трае до 12 часот ќе ги опфатиме. Прашаме слободно, ќе ти одговорам и позади. Ние ќе си останеме, само да одјавиме емисијата. Ние се секирај, тама работа.